студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во Војната академија генерал Михаил Апостолски во Скопје денеска ќе се одржи свечена заклетва на 29-та класа на питомци, студенти и слушатели на курсот за офицери и штабни службеници. На одржувањето на свеченоста ќе се обратат председателката и врховен командант на армијата Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски и деканот на Војната академија полковник професор доктор Ненад Танески. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски синоќ одржа пресконференција на која информираше за преземеното во првите 72 часа. Покрај за собраниот смет тој извести дека веќе се изречени 40 казни и 70 опомени за физички и правни лица за непрописно постапување со отпад и најави контроли дека ќе продолжат. Доколку некој несоодветно се однесува, како што тоа беше случај изминативе 70 на часа, ќе пристапиме кон опомени изрекување на казна. Повеќе од 40 казни се изречени, повеќе од 70 опомени имаме. Казнети се и физички лица, но и правни лица. Она што исто така во наредниот период ќе го спроведеме, ќе биде да се направи една анализа сериозна, но и секој правен субјект добие соодветен контењер од страна на комуналното предпријатие, затоа што ние имаме сериозни правни субјекти кои што не користеле контењери во минатото, и тоа е пропуст на институциите. Ова недела стартува собраниската расправа за предлог буџетот за 2026 година. Тежок рекордни 6,7 милиарди евра. Од СДСМ велат дека буџетот не нуди реални решенија за растечките трошоци и дека владата ја продлабочува кризата, додека од ВМРО ДПМН возвраќаат дека економијата е стабилна и дека граѓаните ја потврдиле довербата во нивните политики. Почнува собраниската расправа за предлог буџетот за 2026. Документот ќе се најде пред пратениците во Комисијата за финансирање и буџет во петок. До утре пак може да се поднесуваат амандмани. Според предлогот, државната каса до година ќе тежи рекордни 6,7 милиарди евра. Планот на владата е да потроши околу 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милиарди евра, што ќе резултира со буџетски дефицит од околу 600 милиони евра. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Во буџетот предвидени се 7% повеќе пари за плати и околу 9,7% повеќе пари за пензии. Ова според опозицијата не е доволно. Од СДСМ велат дека цените неконтролирано растат, а платите и пензиите не го следат растот на трошоците за живот. Во новиот буџет за 2026 година не е предвидено зголемување на минималната плата на 500 евра, ниту мерки за намалување на цените. Тоа почитувани значи дека цела следна година граѓаните и работниците може да очекуваат уште поскап живот, а владата нема да преземе ништо. Сега е јасно, на ВМРО ДПМН и одговара граѓаните да живеат се полошо. Ова е стратегија за ослабнување на нивната економска моќ, за ширење очај и разочараност. Целта е да ги обесхрабрат граѓаните и работниците да бараат подобри плати и приходи, да ги прифатат политиките на ниски стандарди и ефтина работна сила. Од ВМРО ДПМН им вратија, доколку граѓаните беа на вистина незадоволни од работата на ВМРО ДПМН, немаше да и дадат толкава и убедлива поддршка на локалните избори. Тоа е најјасната порака од народот дека има доверба во политиките кои носат резултати. Како може токму партијата која со години го оштетуваше државниот буџет за лични и партиски интереси, денес да држи пресконференции за подобар животен стандард и економија? Колку е иронично што СДС зборува за инфлација, кога токму во нивно време државата се соочи со двоцифрена инфлација и економска нестабилност. Комисиската расправа за буџетот трае 10 дена, од кои најмногу 4 дена за општ претрес и 6 дена за амандмани. Потоа владата ги вградува измените во буџетот со кои се согласила и го враќа назад во собранието каде продолжува на пленарна седница. Таа според најавите од председателот на собранието Гаши се очекува да се одржи на 9 декември. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Во продолжение следуваат вестите од светот.